Меѓу нашите советници има луѓе од СДСМ, од коалицијските партнери, од шарените, независни. Не има од секој дел на Скопје. Мажи, жени, млади, возрастни, македонци, албанци, турци, срби, власи, бошњаци, роми. Сите сме заедно исправени пред истата цел. Да донесеме живот за Скопје, за сите. Тука сме за да го промениме односот на собранието кон градот Скопје. На 16 октомври Скопје ќе добие градски совет кој ќе ги почитува граѓаните. Ќе биде постојано отворен за нив, упорно ќе стои за секоја позитивна иницијатива и ќе донесува одлуки транспарентно, за кои ќе бара исполнување и посветеност од администрацијата на градоначалникот Шигел. Убедени сме во неговата способност да биде татко на овој наш град. Ги отвораме седниците на Советот да бидат јавни и следени од сите медиуми, како што се собраниските. Нема да има повеќе тајни седници во 3 наутро, нема да има урбанистички планови носени вон процедура, нема да има сечење на паркови со полициски специјалци. Создаваме отворен и услужен град. За сите овој град мора да почне од куќните совети и местните заедници па нагоре. Самите треба да научиме да се организираме и да си ги решаваме проблемите сами. Ако градоначалникот доаѓа да ни ги поправа улиците и да ги отпушува цевките, тоа значи дека службите на градот затаиле во работата. Ние се обврзуваме да ги почитуваме сите граѓански иницијативи и ве охрабруваме вас, граѓаните, да земете учество во креирањето на јавните политики. Само така ќе го смениме односот кон политиката. Па наместо по кафеаните, дома, по улиците, на работните места, да се бавиме со политика. Ајде сите заедно да станеме креатори на политиките на нашиот град. Лично сум членувала и поддржувала многу иницијативи, како оние на професорскиот пленум, Аман, Стоп за полициската бруталност, Прва архибригада, Граѓаните за Македонија, Го сакам ГТЦ, и знам дека нивната улога во управувањето со градот е неминовна и задолжителна. Во таа смисла би сакала да ве уверам дека референдумот за ГТЦ ќе биде почитуван. ГТЦ ќе биде уште поотворен за граѓаните и ќе остане како споменик на отпорот, нашиот бастион кој го прегрнавме и никогаш не го напуштивме. Почитувани сограѓани, за да се изгради зграда се потребни само пари. Но за да се создаде парк е потребно многу трпение, време и љубов. Потешко е да се одржи дрворед, отколку да се изгради една улица. Скопје мора да биде град каде веќе направеното ќе има употребна вредност, а хигиената и комуналните прашања да бидат еднаш за секогаш затворени и заборавени во смисла на прљавштината која што ја гледаме. Одејќи деновиве низ скопските општини, се уште гледаме населби без асфалтирани улици, без канализација, без вода, додека центарот на градот во него имаме прескапо платен мермер и бронза. Скопје е град на светската солидарност,
а го оставија да не биде солидарен кон собствените граѓани. Јас често знам да кажам дека е најстрашно и најтажно да се чувствуваш странец во собствениот град. Затоа е важно да работиме кон рамновремен развој на сите делови од Скопје, со кој вистински ќе ја достигнеме кохезијата, една од најзначајните политики на самата Европска Унија. Почитувани, секој од нас му припаѓа на некој дел од Скопје. Јас растев во Дебармало пред земјотресот, на ќошето Орце Николов и Ѓуро Ѓаковиќ. Сега повеќе не се вика Ѓуро Ѓаковиќ и мораме да ги вратиме имињата на улиците. Драги сограѓани, мораме да научиме да живееме европски, да ги сносиме одговорностите на градското живење, но и да имаме градска администрација која што ќе ги влече работите на подобро, напред. Ние во идниот совет на град Скопје ќе бидеме иницијатор на многу градски активности, но и контролор на постигнување на благородната цел за живот на сите наши граѓани. На своите студенти често им велев, а деновеве се почесто повторувам, Европа да ја донесеме дома, а не ние да се преселуваме таму. За живот во Скопје за сите!